Но кој актер се запишува на факултет за добра плата? Така, да. Јас, мојот статус не е мојата плата, мојот статус е моето време поминато на сцена, моето време од еден краток сегмент од животот споделено со публиката. Така. Јас веќе почнав да играм татковци во представите. Јас не ги одиграв своите младолачки улоги. Јас ти сум уметникот во овој град кој живеел и творел во овој град, а се затворени 5 сцени додека живеам и творам. Мислам, вие до сега да по една цигла да ставате... 93 вработени сме во културни дом. 93 вработени. Па да ви дадо на вас по една... Секој ден по една цигла нов театар ќе направи. По една цигла до сега ќе го направи. И патот до него ќе го направи. Но не се плашам. Почитувани гледачи, вие сте на YouTube каналот Плоштад Прес, подкаст Без пардон, 7-ма емисија. Со мене вечера во студиото е Мирослав Петковиќ Миро, кандидат на Левица за градоначелник на општина Куманово. Миро, добре дојде во студиото на Плоштад Прес. Добре вечер, Маце, добре најдов. Со тебе интервјуто може да го почнам на 1000 начини. Меѓутоа знам дека би еден само би бил погрешен. Тоа би било прашањето типот што бараш како глумец во политиката. Бидејќи од она што имам од порано што сум гледал, има доста твои колеги глумци кои досега биле вклучени и во соседството, и во свет, да не одиме до Америка и до еден Шварценегер кој беше гувернер на Калифорнија. Не знам колку знаеш, ти си доста помлад од мене, меѓутоа градоначелник на Загреб 90-ти години беше Борис Бузанчиќ, еден од легендите на хрватската сцена. Во Србија знаеш колку беа и активни и порано и сега твои колеги глумци. Меѓутоа мора едно да те прашам за почеток. Бидејќи вие ни припаѓате на сите, вие како глумци. Дали си свесен за ризикот со влегување во политичка кампања, типично за нашиот народ, она црно-бело, секогаш кога ќе некој излезе со одреден став, оние кои не го делат неговото мислење, веднаш трнат со атаки кон неговото име и презиме и неговата кариера. Знаеш, да не ти бројам примери, Дарко Панче по неговиот јавно кажани од политички став стана па и не толку добар фудбалер. Дали очекуваш поради твоите политички ставови да почнат, па знаеш, Чика Брко и не е толку смешен? Биди, критика и таков ризик гледам повеќе доколку не влегов во политика. Затоа што јас не влегов во политика затоа што сум најдобар во политика и затоа што мислам дека таму сега ќе направам чуда, туку влегов поради еден безизлезен простор кој го гледам за младите, но со еден голем излез кон надвор. Јас творам во овој град долго време, живеам во овој град откако сум роден и некако не гледам можности каде што младите можат да се изразат, да функционираат, да градат кариери, да се доедуцираат, да се дообразуваат и да имаат еден нормален социјален живот. И во едно такво безизлезие, просто мислам дека ми беше судбина да го прифатам овој предизвик и да влезам во политика. Морам да кажам дека локалните избори не ги гледам како политика. Мојот поранешен соговорник кажа баш нешто во тој контекст дека за него Тони Димитриевски шејко е на листата на ВМРО ДПМН, он кажа политика е влада, собрание, министерство, дека локални проблеми е нешто сосема друго. Ти го делиш неговото мислење? Па, мислам дека тој го дели моето. Добро, ти ги гледав твоите предизборни спотови и ти кажа дека во еден од нив дека бидејќи сите сцени се затворени, остана само политичката. Што ти кажеш по нешто повеќе околу тоа? Па нема што да кажам, единствена сцена на која ми беше понудено да застанам беше политичката сцена. Значи, јас другарите од Левица ги знам многу одамна, ние сме
од 2007-2008 година, кога не се први студентски протести, но мои први студентски протести, Слободен индекс, таму се знаеме, но мене животот никогаш не ме влечеше да влезам во било која партија. Од секогаш сум бил активист политички, моите представи биле со политички ангажирани, моите стендап настапи имаат голем политички ангажман. Но сега веќе гледам дека морам да влезам и официјално во политика. Нешто по-конкретно. Да, со по-конкретно, и таа моја идеја да се, која е слична така со идејата на левица, да се материализира во нешто подобро за сите нас млади кои живееме во овој град. Добро, Миро, знаеш дека те понекогаш викам и Демиро, по-легендарниот холивудски глумец Роберт Де Ниро. Али добро, Миро, нема ми сам реше ком избега Миро, Де Ниро, али да се фатиме за нешто. Пред да те прашам околу локалните избори, бидејќи си глумец, мене од страна ме баш онака иритира статусот на работниците во културата во Македонија. Нема да кажам културни работници, тоа ми многу звучи погрешно, значи ако има културни, има и некултурни, али ми интересира твојот став. Зошто не можете да се изборите за подобар статус во оваа држава? Затоа што имам впечаток дека преовладува мислењето дека сте како некој вишок во државата, кој ние, кога мислам на граѓани кои треба да ве чуваме, храниме, дека не веќе звучат како потреба, него како што велат србите, за дете родило се треба га љуѓат и дека тука се ајде нешто ќе им дадеме, вместо да имате оној статус што реално го заслужувате, заедно со вас и културата во државата. Ќе се обидам да ти го објаснам тоа преку мојата животна линија. Повели. Што значи тоа? Јас сум роден 88 година. Од, да кажеме, 2 или 3 години одам во државна, односно општинска предпријатие, организација, институција, како сакаш кажи, градинка. Од градинка јас одам во државно основно училиште. Значи државата ме едуцира во основно училиште. Од таму јас одам во гимназија, што е исто така под државното образование. Од таму јас одам на факултет за драмски уметности на Универзитетот Кирил и Методи, кој исто така е државен. Таму добивам и стипендија. На истиот тој факултет јас запишувам магистерски студии, каде што ги завршувам исто на државен факултет. Значи мене државата од моето раѓање до мои 25 години, да кажеме, образование што го имам во оваа држава, ме спрема, ме подготвува, ме вработува во државна институција и на крај не ми ги дава основните услови да работам. Да работиш. А од друга страна го вади наративот дека ние сме, морам да го употребам тој збор, арамолепци. Го спомена статутот, односно статусот на глумците, односно актерите. Ние, ако гледаш по наши примања, ние имаме добри примања. Тоа е точно. Да, таа бројка што јас го Но кој актер се запишува на факултет за добра плата? Така, да. Јас, мојот статус не е мојата плата. Мојот статус е моето време поминато на сцена. Моето време од еден краток сегмент од животот споделено со публиката. Така. Јас веќе почнав да играм татковци во представите. Јас не ги одиграв своите младалачки улоги. А веќе почнав да играм. Тоа е изгубено време. Тоа се изгубени ресурси, државни изгубени ресурси, твои ресурси, мои ресурси, на сите тука ресурси. Цел живот ме подготвувате и на крај ме пуштате во театар без услови, во театар кој се реновира 100 години. Тоа се 100 години. За мене се 100 години, колку сакат нека кажат дека се. И на крај уште ме прогласувате дека не си ја заработувам платата. Така. Зборувам за мене, но јас сум пример, еден од многуте примери. Така. Добро. Да одиме сега. Баш, да, извини, и во тој контекст од таа неизлезеност, состојба на неизлезност, ние добиваме актери кои не сакаат веќе да доаѓаат во Куманово, актери кои се вработени, кои сакаат да прават трансфери во други театри, да играат, и јас сум еден од ретките кои не сака тоа да го направи, и затоа почнав независно да действувам. Што значи тоа? Преку здружение почнав да правам независни представи, почнав да правам независни стендап фестивал и почнав да правам самостојни проекти. За да дојде и тој момент,
Значи, од една страна видовме државата како се однесува. Ајде да видиме со општината. Почнав на општинско ниво сакав да им помогнам со отварање на општински театар за деца и млади. Зошто да немаме општински театар за деца и млади? Не можеме да очекуваме публика во театар за целовечерни и за возрастни представи доколку ние не им ставиме навика на децата дека театарот е нешто каде што тие треба да одат и каде што е нешто корисно, така? Добро, кога веќе ги спомнам младите, еве да тргнам од нешто што имам тука некој мал концепт за разговор со тебе. Еден од моите пореднични соговорници тука, влијателен член на СДСМ, онака удри на левица. Мислам, факт е дека кај вас членови и симпатизери се во главно млади луѓе. Меѓутоа, за вас кажа дека сте, како беше она, дечурлана, детска градинка, нешто во тој фазон. Дали може да ми кажеш, кои се, за гледачите на Плоштад Прес и подкаст Без пардон, кои се Виторио, Никола, Софија, Јулија? Ми постави 3 прашања. Ако можеме едно по едно. Едно по едно, сега едно по едно. Во Левица јас сум изненаден, но во последно време, покрај младите, голема група на пензионери се поддржувачи. Исто така, голема група, зборувам за локално ниво, од постојачките партии на власт или опозиција, односно големите партии, се поддржувачи кои се исплашени. Исплашени од што? Тоа е моето прашање. Од што се исплашени? Од каде знам дека се исплашени? Јас не може на едно стори, од таму го анализирам тоа се. No, што е денеска така важно? Јас имам по 1000 реакции позитивни од луѓе од други партии во овој град. Зошто тие не можат јавно да проговорат? Зошто тие не можат да кажат дека се против? Затоа што се врзани. Со што се врзани? Со плата, со уцена. Неколку пати добивам одговори, највеќе сум изненаден, највеќе ме нервира кога ми кажа Максо га запосли. Што е Максо? И биро за вработување. И ти што им викаш вака меѓу нас за нече? Ова, дали е биро за вработување или каде му е агенцијата за вработување? Да. Види, тоа е, само кратко ќе те прекинам. Јас имам проблем кога луѓе ми велат, кога зборувам за некои проблеми по Куманово, велат, што не си гледаш своја работа. Знаеш, луѓето тоа излегување јавно и покажувајќи со прско некој поединец кој врши работа од јавен интерес и покажувајќи со прско него дека нешто не работи како треба, го доживуваат како нешто вау, како нешто погрешно. Одличен трамплин ми даде. Треба да зборуваш повеќе од мене. Гледај си твоја работа. Так. Што е моја работа? Заради не е родените во доцни 90-ти, 2000-ти, па и 2010 се моја природна одговорност во овој град. Так. Мене државата ме едуцираше да бидам културен работник. Да. И сите млади, и нивната култура особено, е моја природна одговорност. Так. Тоа е мојата работа. Јас многу сакам на тие млади да ги едуцирам, да им пренесувам знаење, да им го отворам видот преку театар, Так. преку сцената. Но, за жал, таа е затворена и затоа сега сме јас и ти тука. Не? Да. Ке прашав за овие млади луѓе кои некои ваши политички противници ги нарекоа дечурлана и детска градинка. Ајде кажи повеќе, кој е Виторио, кој е Никола, кој е Софија, кој е Јулија, кој е Никола? Тоа се бари поред тоа што ги имам првите 5 на вашата советничка листа. Малку повеќе за граѓаните на Куманово. Да, види, ќе кажам партиска работа која беше мој услов. Еден од условите, не се некои мои услови, не сум ја уценувал ниту партијата, ниту никого, напротив, одлично соработуваме, но еден од условите беа првите 5 мина, а тоа ќе ти кажам и после во твоите прогнози колку ќе влезат од левица. Добро, тоа да бидат млади луѓе. Добро. Виторио е млад човек. Нашите први 5 мина, најстариот има 31 година. Тоа е Никола Лазаревски, другите се 23, 25, 27. Така. И таму има луѓе од секакви калибри и мислиш дека таа младост толкова ви е предност или е вие хендикеп? Па човекот што збори дека сме од градинка, од кога е у партија и од кога е на функција? Од 18 години. Так. А ние сме градинка на наши 22. Ние патиме од тоа што ни викаат уште си млад,
уште не ти е време, ти уште не си млад, почекај уште малку, косата ми веќе ми обеле, ама јас се уште сум млад, се уште мене не ми е време. А сега, мислам, таа навреда дека ние сме од градинка, прво сите ние имаме заби за разлика од него. Кои се Виторио, Никола, Софија, Јулија и Никола, се млади луѓе кои се вработени и покрај тој професионален ангажман кој го имаат, тие имаат сила и енергија, и тоа најчесто е базирано на неправдите кои ги доживеале во животот, да се занимаваат и со политика, односно со политика на локално ниво, односно имаат желба да менаџираат во општината. Виторио е човек кој работи во приватниот сектор, односно работи како диспеч. Никола е комерцијалист, млад човек, тој е и советник моментално во советот на општина Куманово. Софија е правник, Јулија е правник и Никола ни е работник. Значи, има 22 години, зад него има конструкции, дури можеби и од актуелниот градоначелник повеќе изградено конструкции, но за нив посебно ми е криво, сега ќе ти кажам, посебно за младите работници кај нас. Младите работници кај нас и младите предприемачи, дали се вклучени во тендерските постапки на општината? Дали ние некако на нив, како преку општинскиот буџет ги помагаме? Не мора тоа да се големи капитални проекти, кај нас веќе и тротоар е капитален проект. Зошто нив да не ги вклучиме во општинските буџети? Зошто не ги тендерите не ги направиме да бидат за нив? Тие луѓе, дел од тие луѓе кои ги имаме млади, имаат искористено оние фондови за самовработување, не знам дали се на општинско или на национално ниво. Колку тие фирми што се отворија за самовработување работат и ден денеска? 70% се затворени. Значи значи ние немаме, им даваме пари, но не им градиме атмосфера во која тие може да функционираат и да работат тие. Да останат во бизнисот кој го почнат. И што се произлегува тоа? Гнев, чувство на неправда и потреба за бугарски пасош и бегање во странство. Бегање во еден правец. Така е. Кога го веќе спомна тоа заминување од Македонија во еден правец, јас дека имам запишано, гледав твојот изборен спот, велиш сектор за заминување аеродромот во Скопје. Кажи ми, дали тој тренд е баш толку, ти си носо меѓу младите, дали е какво е твоето мислење околу тоа дека скоро пола младите се со една нога на кај аеродромот во Скопје, или сите што ќе правиме, кој ќе остане овде? Младите генерално да кажеме 10 години порано заминува и се враќа. Исто не беа задоволни. Така. Но веќе заминуваат за да не се вратат. Веќе не одат како гастарбајтери на 2 месеци, на 3 месеци пак да се вратат. Туку заминуваат и веќе не се враќат, и такви им се идеите. Вие имате луѓе кои веќе според законите во тие држави кои одат имаат право на пензија. Толку долго се веќе таму. Има луѓе кои јас сум ги заборавил дека постоеле во Куманово и кои не доаѓаат дури ни на празници веќе. Значи ние како Македонија сме отпишана за нив земја. Така. А добро, Миро, и највеќе ме боли кога ќе ме прашаат што правиш уште таму. Ме разбирате? Да. Тие те влечат. Едно време ти си, јас се прашувам како, стварно, има ли смисла се тоа што го правам? Ние тука со младите во Куманово мораме да ги обезбедиме да се во управите. Зборуваше, тоа ми беше муабетот. Почна да ти набројува кој во која година, во која комисија, чиф роднина бил, за кој нешто гласале. Повеќе го знаат сегашните административци во општината, повеќе или менаџери како сакаш кажи ги, повеќе го знаат стеблото на функционери во општината отколку своето семејно стебло. Затоа моја тенденција е да донесеме одлуки кои ќе ги младите стават на прво место. Што значи тоа? 30% од сите јавни предпријатија во управни одбори, на менаџерски позиции, на директорски позиции да бидат млади под 35 години. Зборувам за управни позиции. А вработувањето да мора да ги правиме така како што се, односно со тие кои располагаме, веќе не располагаме ние со млад кадар. Темата беше спомна сега баш шеик. Нема проблем сега со платите. Точно нема проблем. Кој го реши тој проблем? Политичарите, 35 годишното владење на ова булумента,
Не, го решија младите со тоа што се одцелија. Сега бизнисмените немаат доволно работна рака, мора да ги зголемат платите. И верувај, за да ги задржат, мора да ги зголемат платите. И верувај дека нема да ги зголемуваат платите. Посебно олигарсите нема да ги зголемуваат платите до недоглед, затоа што многу брзо ќе се донесе работна сила од страна. И тоа нема да биде подолго од 10 години. Добро, гледам во твоите предизборни спотови зборуваш нешто дека младите... Извини, градот нема да биде празен. Нема да ние да се целиме, но ќе дојдат други луѓе. Веќе Куманово нема да биде тоа што треба да биде и тоа што е вложено во овие 5 века колку што постар Куманово. Ние ќе сме генерацијата која го губи тоа. И затоа зборувам, јас ќе сум уметникот во овој град кој живеел и творел во овој град, а се затворени 5 сцени додека ја живеам и творам. Па јас не можам сам пред себе да се оправдам. Сам пред себе нема да сум чист. Така кога читате биографии на други во тој театар, отвориле театар, одиграле тоа. Кај нас што е? Добро, срамно е веќе се гледа тоа ругло тамо. Мислам, вие до сега по една цигла да слававте... 93 вработени сме во културен дом. 93 вработени. Па да ви дадо на вас по една... Секој ден по една цигла нов театар ќе направи. По една цигла до сега ќе го направи. И патот до него ќе го направи. Добро, ајде сега околу младите, околу контактите со нив. На што се тие најмногу жалат? Ова прашање го поставам на сите. Морам и тебе. Повели. На што се најмногу жалат младите во Куманово? Ако сега веќе проблемите околу платите, што плата е се уште нешто како награда, тоа не е како да не е заработено. Ако сега веќе не се проблем младите, сега е проблем младите имаат плата, но млад човек сака да напредува во кариера. Така. Напредуваат ли во кариера? Не може да напредуваат. Здравието. Можете да се базирате на здравието во општина Куманово? Верувате вие да отидете во болница? Најголема грешка е ние што докторите правиме менаџери, правиме директори. Просто во наука е дека човек по природни науки не е менаџер. Менаџерско не е за природњаците. Тоа се општествените научници, односно работници. Така. Сега ние ќе ги земеме сите доктори во политика ќе ги ставиме, ќе се истакне некој добар инженер во политика ќе го ставиме, ние ги ставиме во политика, а што добиваме во политика? Брзо ги земаат во нивниот бубањ во машина, во машината и добивате подоцна од еден стручен човек, еден политички медиокритет, односно политикант. Друго, повели, повеќе околу тоа на што се жалат младите, значи ќе зборуваш од мене. Зборуваме за кариерата. Кога зборуваме за младите за кариерата, што се случува со последните, дали оваа општина има регистар, има идеја, има концепт после таа идеја, има средства за реализација за да им помогне на младите со да кажеме во последните 10 години најдобрите од средна школа ученици каде се? Во Куманово ли? Не се веројатно. Мој пријател беше најдобар ученик на генерација во гимназија. Каде се? Подоцна стана, мислам дека беше исто најдобар на електрофакултет. Отиде само на 3 месеци за Еразмус размена во Германија. И го видоа, за 2 недели ми прати слика со негово презиме на врата, го ставија за асистент, му ја стипендира магистерската до крај, му ја стипендира докторските науки и сега работи за безбедносен систем на огромна банка, не смеам да кажам. Браво за него. А ние се уште чекаме на шалтер за обичен печат, па добиваш печат, па одиш во архив за друг печат, дигитализација во ова време, ние нула. Кој млад човек дел од програмата, малку. Кој млад човек може да оди во општина или во било кој јавно претпријатие да чека ред? Ние чекаме ред, па те праќаат таму, оди во пошта, па од пошта оди во банка, па после тоа што си платил, носи го во архива. Мислам, тоа се решава со една обична апликација. И на крај ти фали уште еден документ, така? Еден документ мора да ти фали, за да те држат 20 години, 10 години, 30 години. За здравјето воопшто да не зборуваме. Ќе се вратам на кариера. Мене што ми пречи Повели.
Дали кој ми го креира, колку години има архитектот главен на Куманово што го креира? Колку години има тој што е за здравство? Колку години има тој што е за финансии? И всушност пред колку години завршил факултет за тоа? Да кажеме за архитектура, не знам кој е човекот, да не испадне дека нападам. Пред 30 години сигурно има завршено факултет. Откако е вработен до ден денеска, дали има било кој семинар, дообукација, неформална образование, мастер клас посетено? Нема, сигурно нема. Како и никој таму што нема. Не сум Миро баш толку сигурен дека нема. Мислам дека се вклучени да пратат трендови. Не можеш баш да кажеш дека... Па јас мислам дека живееме у наука стара 30 години, дека ние стагнираме, науката оди напред. Ако има, зошто немаме апликации? Така, каде да ни се апликациите? Ние се уште одиме на папер. Подпиши, носи. А зборуваме за зелено, зборуваме за рециклирање. Во општина ги вработуваат луѓе кои не им треба за општински работи. Така. Во Само да е партиски подобен, тоа во општина вработуваат луѓе кои им требаат за партиски работи. И тоа никој не може да ми каже дека не е така. Дури не во општина, во други јавни предпријатија вработуваат такви луѓе. Ние имаме дипломиран економист, возач на камион за ѓубре. Каде? Во Куманово. Дипломиран Економист, вози камион за ѓубре. Камион за ѓубре. Да. Машал. Не ми е јасно зошто уште не се замина. Добро, Миро, гледам во твојата од твоите јавни... Од друга страна, извини, пак и да за што им фали на младите. Здравјето да не го ставаме во... Добро. Затоа што млади сме, не чува Господ. Сега сме препуштени на Господ, па се уште не се разболуваме, но јас сум имал семејни проблеми со здравје на мајка, со здравје на татко. Нема тука помош, тука нема фрустрација која ти нема да си ја наметнеш на себе низ тие ходници. Па затоа одиш во Скопје. Во Скопје ти викат, а неаме тоа, ќе треба да се чека во февруар месец за у октомври. Термин. Што ми останува мене, освен тие луѓе, да ги однесам во странство на лекување. Ајде тој процес ќе го завршам, но после ќе дојдам сам со себе, морам да размислам. Чекај, јас, мене кога ова ќе ми се случи? А кога јас ќе бидам од оваа страна на моите родители? Исто вака ќе се мачат децата, исто вака јас ќе се мачам, исто нема да кој да ме погледне, да не зборувам дека тие мои родители имаат по 40-50 години стаж во оваа држава. Гледам, Миро, кај тебе голема... И сега, последните 2 денови, безбедност. Мене сега ми се јавуваат луѓе, денеска снимаме емисијата, се случи пукање во центарот на Куманов. Пред 3 дена се случи тепачка во Виница помеѓу кандидати. И ова е денеска политички. Денеска само ми се јавуваат луѓе, брат, што прави, дај, молим те, немој гледај што се случува. Сакав со шлем да ти дојдам. Или панцир. Така, која безбедност нас не ја гарантира? Кој мене гарантира сега јас кога ќе пуштиш емисијата дека сум безбеден? Може да ми го гарантира тоа полицијата? Јас откако се обзнани мојата кандидатура, јас добив 2 судски покани, веднаш сообраќајни прекршоци, кои обично му треба на нашиот суд за 1 година да ми ги прати. Сега имаш политички притисоци. Па не знам дали они си работат, сега почнаа да работат. Многу за кандидатите судот е совршен, сега да мора да се покажат. Ми фали рад капна, не сам како да ти објаснам. Јасно. Но не се плашам. Добро, да се плашиш не би бил тука, да се плашиш не би ни влегол во кампања. Ти се веќе имаш... Морам и ова да ти го кажам. Повели? Имам тешка кражба. Ти си првиот кој ме надзбори, морам да ти честитам, али браво. Сакам да ти кажам да се плашиш не би бил и гледав прва дебата на МТВ. Да. Браво, сега си тука кај мене. Тоа ми беше губење на невиност на МТВ. На МТВ. Политичка. Па добро, боле на МТВ него околу МТВ, али нема... Па може би е подобро, но околу МТВ се многу почесни од оние што беа МТВ. Да, добро. Ајде сега, од оние твои настапи, што имам забележено, велиш дека треба се лимитира да се лимитираат мандатите, дека градоначелник не може да биде повеќе од 2 мандата. Да. Кажи нешто повеќе околу тоа.
Па што да ти кажам, гледа го нашето искуство до сега. Со градоначалниците до сега. Дека првиот Зоран Дамјановски што направи во третиот мандат? Па добро, тоа во првиот беше добар, во вториот беше така и така. Во третиот требаше да покрива од вториот. Третиот беше лош. Во третиот, да, се покриваше од вториот мандат. Да. Максим Димитриевски како? Да. Првиот добар, вториот го нема, третиот треба да го покрие вториот. Значи мислиш дека е најдобро решение 2 мандата и крај. Секој што ќе влезе максимум во кабинетот да знае дека после 4 години сигурно замина. Мислам дека е најфер и тоа е најдемократски, нели одиме кон демократија, да сме цело време демократија не е во устата на политичарите, нели тоа е еден демократски процес. Значи исто го имам, иста теорија имам и за во култура, што се Министерство за култура, значи на централно ниво, за во театрите. Ние, театар е една од ретките институции во државата која повеќето вработени се високо образовани. Добро. И од Скопје, од Министерство, ти одредуваат тебе кој ќе ти е директор. Ние традиционално тука немаме директор, уметнички менаџер, продуцент или актер со искуство. Туку имаме професори по македонски сега. Моментално професори по македонски имаме. Дали тие луѓе внатре што работат, што се повеќето високо образовани, не може да одлучат меѓу себе кој да им е директор? Така. Значи, нели најдемократски ние што сме таму вработени да одлучиме кој да ни биде на нас директор за да биде тоа за наше добро. Тоа ти го поентата беше на моето прво прашање кога почнавме за вашиот статус во државата, зошто вие не се изборите за немо. Знаеш, Миро, никој ништо нема да ви даде, мора сами да се изборите. Никој ништо не ви дава. Се е во ваши раце. Јас од страна тука се враќам на стравот. Меѓу младите луѓе. Што ти го напоменав на почетокот. Знаете каков страв има помеѓу младите. Тој страв кај еден дел е страв. Најголеми противници на слободата се сретните робови. Сега ти му дадеш нешто ситно, го затвориш, он си вика, мене ми е суп. Не ги доживувам младите како робови. Не зборувам генерално, не за младите мислам дека треба малку. Мојата генерација искрено да бидам падна на испит. Ние се нешто или е многу рано или е многу касно, се нешто ни помина покрај нас, не реагиравме кога треба и сега, знаеш, оно како погрешно закопчана кошула. Ти си тргнал со првото копче погрешно и на крај додиш, мислам, далеко од ова дека е крај, или на крај викаш, ија бе ова не тргнало како треба. Мислам, ние утнавме, али се надевам дека твојата генерација ќе направи нешто како треба. Ајде сега да видам она Извини, баце, поведи. Морам да те прекинам, да ти го дадам подарок. Малку сега да тоа прокоментирам. Ајде, имаш промо програма, ова го донесов само поради ќе ми кажат снимателите каде да го ставам. Добро. Ема револ против цензурата која е наметната на левица, а ова е нашиот промо материјал, тука ти е програмата. Добро. Нека стои ова тука, па јас ќе си го земам ова кога ќе заврши емисијата. Извини што те прекинам. Нема никаков проблем. Значи, изборуваме додека не се умориме. Ова е подкаст без лимит, без пардон, може да зборуваме док не кажеш маце, не можеме веќе. Не е како МТВ. Мене искрено да видам, не ми се допаѓа тие дебатни емисии во кои ти повели Миро, имаш реплика 2 минути. Што ќе ми кажеш за 2 минути? Не можеш да спатиш зале, да одговориш, мислам, али тоа е друга тема. Од она што веќе видов во твоите јавни настапи, велиш се ќе ветам само не асфалт, бетон и бекатон и велиш ветувам активен и урбан живот. Ајде повели околу тоа. Градот е структуриран моментално да биде стапица за секој млад, па и за секој возрастен човек. За некој зрел. Во кој смисол стапица? Сега. Ајде. Што имаме ние во централното градско подрачје сега? Казино, брзи кредити, олигарсите со големите компании, добро, така, банки и аптеки. Добро. Каде може да еден Promo Sapiens се вика од Хрватска, маркетинг агенција многу добра, да работи на психолошки маркетинг,
Далибор, мислам дека се викаше сопственикот, Што нарача, работи на некој софтвер со скандинавци за движење на луѓе, поради некои негови маркетиншки цели, небитно. Тој софтвер, кога би го имплементирале тука, кај нашите луѓе, тоа ќе биде плата, кафана, казино, брз кредит, банка, аптека. Подоцна се оди лихва, што никој нема кој да не заштити, до следната плата. Пак, кафана, банка кредит, брз кредит, казино, аптека. Како овој град беше пред 30 години, што имаше во централното градско подрачје? Кога социјалниот живот беше жив. Јас Куманово пред 30 години си помнали, пред Куманово пред 30 години, ова сега тоа е се депланира. Имаше социјални објекти за социјални активности, така? За дружби. Сега го нема, нели е стапица? Каде може да отиде младиот човек? Обична вечера да излезе, каде кафани имаме? Во ред. И таму турбофолк влезе, ние бевме, сите мисле дека Куманово е турбофолк град, цела Македонија кој беше турбофолк, Куманово држеше едни стари тамбураши, Куманово држеше староградска музика. Так. Но и во Куманово влезе тој. Па кај е чареве, Миро, јас гледам на Facebook гледам, не знам сега да не спомнам која кафана, гледам народ врие Тејата Јуровиќ. Викам, што е, прв пат слушнал дека постои некоја певачица што се вика Тејата Јуровиќ. Ма не е проблем што знаат Тејата Јуровиќ, проблем е што не знаеш кој е Тет Куманово. Проблемот кој не знаат кој е Трајко Прокопиев. Али пази, од друга страна морам да ти кажам нешто друго. Да не претеруваме, пошто пази, лесно е само ние да критикуваме, пошто и ние Не, добро, сега критикував, сакам да поминам на решението. Види, кога спомнавме нели Тејата Јуровиќ, тоа е понудата, не? Па луѓето некогаш, ајде да не седам дома, ќе одам таму заради другарите. Пази, Фондација за култура и спорт организира гитаријада, колку имаше луѓе. Има критики на бендовите кои биле присутни, меѓутоа имаше организација, не беше доволно посебна. Друга работа што мене посебно фрустрира, кога дојде Владко Стефановски во Соколана горе. На еден Владко Стефановски му се појавија 100 души. Значи, кој губи духот на овој народ, Миро, пошто лесно да кажеш нема. Сега ќе ти кажам како е тоа. Значи имаш понуда Тејата Јуровиќ и ти велиш имам опција да седам дома или да одам со друштвото на Тејата Јуровиќ, бар ќе гледам убави жени. Али Значи нема понуда. Да, ама кога има понуда и да дојде Владко Стефановски, пак нема никој. Добро, сега ќе ти кажам кај е институционалниот проблем. Ајде, фондации и предпријатија кои ги организираат. Дали, доколку земе приватна, јас правам стендап фестивал. Има ли луѓе на тој фестивал? Па јас кога бев ова последното ваше, кога се смрзнавме, тоа е последна прика. Не, зборуваш за друг настан. Ова беше на смешка што беше. Не, тоа е во организација на друго здружение. Добро, али знам дека имаше интерес, али се смрзнавме. Пред 4 или 5 години одлучуваме со екипа да се работи, Boiling Point тоа го работеше, фанзин. Добро. Тој фанзин се вика Социне ладивни. До сега 2 броја излегува. Јас земав да работам едно ќоше за култура. Добро. И сакав да ги анализирам сите општински предпријатија, фондации кои се бават со култура, како им функционираат ивентите. Сите новини ги земав, година наназад, сите нивни објави. Так. Ако е утре настанот, денеска е објавено со еден пост. Так. Тука се враќаме на она што ти зборам за дека им треба до едукација на сите таму. Так. Затоа што неговата плата не зависи од тоа колку ќе е посетен настанот. Напротив, многу работа ќе му се отвори ако е посетен настанот. Значи, нивните примања не зависат од тоа. Нивните кариери не зависат од тоа затоа што немаат амбиција во кариера. Ако еден млад човек нема амбиција, значи градот ќе стои во место. Затоа што амбицијата на младите го креваат и градот. Во овој град се изградени мостови и тоа што им требале. И ги анализирав сите ивенти. Сите се објавени 1-2 дена со 1-2 поста и таму има луѓе и ако ги погледнеш сите се партиски. Затоа кај нас во театар се фркаваат кога
Ќе дојде ВМРО, сега ВМРО-овците ќе гледаат театар. Ќе дојде СДС, сега се СДС-овците ќе гледаат театар. И така се делат карти. Мислам за гратиси, што се не зборувам за луѓето кои си купуваат карти. А кога веќе спомнавме, уште немаме, јас втора година одржав стендап фестивал, уште од прва година имав онлайн купување карти, уште немаат онлайн купување на карти. Млад човек да дојде на шалтер да се тепаат за карти за представи. Па нели е срамота, 93 вработени сме внатре. Во општина имаш од 600 до 900 се вработени. Колку се со предпријатијата? Општина, па не знам, околу 30. Мислам дека се тука. Мислам дека малку со се предпријатија, мислам дека до 600 со се јавните предпријатија, да. Предпријатија тоа е, мислам дека за општината е помало. Добро. Ајде во општината се до 300. 300 нешто така. Тоа ме малку збуни. Извини еден фан факт. Ајде. Житомел, што го ранеше цело Куманово, кој беше единствена пекара, единствена значи, и пола Скопје имаше 500 вработени. Толку ќе кажам. Да, Житомел беше легендарниот житомелски леп, се помнат, али тој уште не стигна по квалитето да го стигне. Да, менаџирањето за квалитетна исхрана да не зборуваме. Добро, Миро, тоа се други теми, јас ќе те викам. Како се други теми? Како се инспекциите? Инспекциите се тука само кога треба на младите да ги глобат или ако превише пораснат во нивните приливи, да ги намалат за да не сметаат на некого. Зборот ми беше други теми затоа што сега е пред локални избори се пред нас, ова е можност за тебе како кандидат да кажеш пред гледачите некои твои идеи за решение, пошто за критика можеме Миро 10 емисии да направиме. Јас кога ти кажам, ќе ти давам простор повеќе да зборуваш, да кажеш, слушај, ова не е добро, ние од левица предлагаме вака. Ова не е добро, ние ќе направиме така. Во тој контекст и велам избори одат повели во тој на правец. целата општина. Да. Сите вработени во општина, сите јавни предпријатија. Да. Треба хитна ресистематизација. Да. Прегледување кој по што е и кој што знае да работи. И ставање прави луѓе на прави места. Да. Кога тоа ќе се направи, Так. ќе утврдува нивното знаење и нивниот тек со моментално науката во светот. Ние сме страшни игноранти и игнорираме наука. Тераме по партиски цели. Доколку не се доволно добри, доколку не се во тек на науката, ние денеска имаме на светско ниво бум на неформално образование. Не сум присталица и поддржувач голем на неформалното образование, но во овој момент тоа мора да се примени. Вие за 3 месеци можете со неформално образование човек да качи озбилни левели. Ние имаме озбилни, како се вика, тие академии кои се бават со неформално образование, кои вистинско знаење нудат, кои се во тек. Дигитализација на општина. Деколку луѓе таму треба да ја сработат. 5 мина се доволно. Да сработат комплетна дигитализација, зборам за односите со граѓаните. Значи за сите тие документи. Јас живеев во Истанбул, никогаш не сум бил да се сликам. Се сликав сам, на мејл им праќам, ми стига дома лична карта за престој привремен таму. Тоа е големо чудо тука да се направи. Тоа може веднаш тука да се направи. Во предпријатијата кои ги менаџираат луѓе кои не знаеме колку имаат знаење. Јас не знам колку се на вистина тие подготвени тоа. Зошто да не им направиме до едукација, до обукација и тоа платена од општината, од општинскиот буџет. Не се тоа некои големи пари. Така. Генерално сакам да посочам дека менаџирањето со финансиите не е работа на градоначалник, туку на секторот за финансии. Но градоначалникот треба да утврди и да има возможи на тие луѓе знаење, информации и услови за работа пред се. Така, компјутери, хардвери, софтвери, што и да треба. Добро, кога веќе спомна, еве јас од граѓаните прв пат сега во оваа емисија имам некои прашања тука запишано пред да тргнеме на ова твоја процена за изборите. И еве еден мој добар пријател и со кого разменувам мислење за состојбите во Куманово, вели штом ќе дојде Миро да ти биде гост, еве вака да го прашаш. Вика, дали во престојната јавна расправа по новиот ГУП ќе се заложи просторот на Чаробенското ќоше да добие културна намена, односно истиот да се пренамени во нов театар, Кумановски театар Васил Илевски.
Тоа ми Први кажа што. Червенско ќоше ми е многу интересно и таму може да се примети една работа. Таму има еден дел каде што можеш да видиш турска калдрма, Да. асфалт од Таче, асфалт од Циц, асфалт од Макси. Тоа е прво единственото ќоше во градот, барем до сега што ги приметил, каде што тоа треба веднаш да се заштити. Тоа е еден квадрат. Не сум сигурен за Чоробенско ќоше и за нов театар, за таму дека треба да се изгради, затоа што ние, како што кажав, нема да градиме, не планирам да градиме, туку да ревитализираме. Тони Михајловски имаше одлична идеја. Кој е? На која идеја мислиш? Идеја е театарот од каде што е сега да се префрли во културниот дом како во сите нормални градови. Театарот треба да биде во центарот на градот. Така. А културниот дом кој обслужува други здруженија, културни дејци, фолклор, да биде таму каде што се младите и децата, односно каде што е театарот, помеѓу школа, помеѓу градинка, помеѓу гимназија. Така. Тоа и тој театар, конечно на нашиот театар, да, тврдам дека треба да му се даде веќе име. Не знам дали треба да биде Васил Лилиовски, не знам и не сметам дека е јасно тој што треба тоа да го одлучи. Напротив, нели, зборувам дека тоа треба да го работат стручни луѓе или да се одреди по демократски пат. А во Пионерски треба да се направи театар за деца и младици. Што или што? Видов имавте, јас ги прашував до сега сите, ама да не бидам веќе досаден со таа тема за околу Пионерскиот дом, меѓутоа гледам, ви имавте еден прес пред Пионерскиот дом, мислам тоа веќе изгледа језиво, али добро. Таа тема ако не сакаш ти нешто да кажеш повеќе да не, на таа тема прескокнеме. нема да се тргам од идејата за Пионерски дом, мислам нема да останам мирен сам пред себе за Пионерски дом. Имаме средба таму со граѓаните повторно на 11 октомври. Во сабота доаѓа претседателот на партијата Димитар Апасиев, така да не заборавам околу Апасиев, нешто те прашам, бидејќи второто прашање до овој мој пријател е дали ќе се заложите театора што се реконструира да се пренамени во нов театар за деца и младици, ама ти веќе во одговорот на ова прво кажа и нешто во тој контекст, па тоа ќе го кажи ми сега. Кога веќе спомна претседателот на Левица Апасиев, тој во еден подкаст даде многу интересен одговор на новинарот кога го праша дали вие имате кадри да ја преземете власта во случај да и она нека му говори како многу шаблонизирано прашање. Зошто? Ајде, повели ти сега да него јас цитирам, веројатно знаеш на што... Па да, одговори дека зошто мораме да ги бараме во партијата. Кој е твој став? Па истиот е мој став. Тој е ставот дека ние треба да работиме со стручни лица. Зошто некој мора да работи со мене, а да е од Левица? Или да е од било која партија, или нема да работи затоа што е од другата партија. Владина коалиција или бараме стручни луѓе. Така, ако утврдиме, јас не велам дека во општини или во јавни претпријатија ќе има отпуштање, нема да има отпуштање. Но секој ќе работи она што знае да го работи. Што го најдобро знае, најмногу. И ветувам дека сите тие ќе напредуваат и во кариера и во знаење. Така. Имам уште прашања од сограѓани, онака спонтано дојде на едно кафе пиење, вели, ако ти кога ќе дојде Миро, да го прашаше, вели вака. Дали Миро знае колку е буџетот на општина Куманово за капитални инвестиции? Дали Миро или дали градоначалникот треба да знае кој е буџетот или треба да знае секторот за финансии? Ме разбираш, пак одиме во исто мислење во кутија. Знаеш ли како ми кажа на крај? Еве сум ставил тука едно смајли да не заборавам, пошто ме насмија, вели, ако одговори на ова, и јас ќе го гласам. Иако не е член на... Добро, не знам колку е буџетот. Дали знае колку е ова второ прашање, вика, дали знае колку е Чекај само да ти го докажам. Знам дека е 10 милиарди претходниот изгласен буџет. Не знам дали е за овој мандат или за претходниот на чисто за гласот на Чипополот, се борам сега. Добро, да го остави гласот, да. Знам дека беше 10 милиарди буџетот на градоначалникот мој изгласан од Советот. Не знам дали за овој мандат или за претходниот, но мене дали е 10 или 100 милиарди, ништо не ми значи. Мене треба некој од финансиски сектор да ми каже што тоа значи, што ние можеме. Градоначалникот е човек кој има идејата. Идеја како идеја не е ништо, доколку за неја не се направи концепт и нацрт. Концепт и нацрт не го прави градоначалникот, го прават стручни лица. А подосна, исто не тие лица, други лица учествуваат стручни во реализација на тоа. Така. Менеджмент фали, тоа е. Секаде фали менеджмент. Затоа нашите културни настани
традиционално од општина поддржани, од општина организирани, не се посетени. Немаат менеджмент на маркетинг, немаат знаење да допрат до граѓаните затоа што се безбедни. Така. Ајде сега второ прашање ово исто од граѓаните што кажи ми вака вели, дали знае Миро колку е долгот на ЈП Чистота и зеленило и ЈП Водовод и дали знае како тие долгови ќе се вратат? Не знам колку е долгот, знам дека секоја година Филмо ми пишал дека 1,6 за чистота и 8,7 за водовод. Не знам колку е долгот, ама знам дека никогаш самите менаџери не го вратиле тој долг, значи биле лоши менаџери. Така. И знам дека секогаш општината гласа некои донации. Кога неколку пати кажа знам, ова Макса кога ќе те гледа ќе каже затоа што знаењето не е во знам, знаењето е во левица. Браво за ова. Сега вака, вели трето последно прашање од плюс овие две, значи пето последно прашање, вика бидејќи праша го Миро вака, бидејќи доаѓате од партија која се бори за социјална правда, колку моментално се издвојува буџетот на општина Куманово за субвенции за ранливи категории? И ако знае колку е, дали ќе го покачати од кои извори? Повели. Извини, повтори ми го последниот дел од прашањето. Вика и ако знаеш колку е буџетот, дали ќе го покачити од кој извор? Види, дури и во МТВ никој не беше прашан за колку тоа ќе чини. Јас бев прашан. И мислам дека тука видоа дека тоа е слаба точка, не располагам со бројките од општината. Но тоа е нормално, затоа што јас цело време зборувам дека јас немам допирни точки со општината, јас барам да имам допирни точки, јас барам да помогнам, но самото тоа што не знам не е моја кривица. Нивна е. Така. Зошто ние не сме информирани за овие работи? Што се однесува за социјална правда, ние имаме план да се направат социјални станови. Особено тука да имаат првенство луѓето кои се жртви на насилство, а подосна и сите социјално ранливи категории. Да. Во исто тоа спаѓа одржување на фирмите, односно младите предприемачи, за фондовите што ги зборувавме за само вработување претходно. Ние мораме на нив да им помогнеме за да тие почнат да функционираат. Ние имаме една фирма, сите ја знаеме која работи и добива сите проекти, така Коop Инженеринг. И се моите млади пријатели и млади предприемачи викаат: добро, зошто не ни даде 50.000 денари шрафовите ние да ги вадиме? Зошто мораме да ги затвараме фирмите и подоста каде одат тие да работат? Одат во Коop Инженеринг. После тоа таму се незадоволни, пошто немаат основни услови и бегаат во странство. Што се случува со социјалната правда за нашите работници во индустријски зони? Тоа никој не го наметнува како прашањето. Знаете за колку плата работат, знаете за колку време работат, знаете под кои услови работат, што се случува? Имаме неколку погинати во последните години, загинати луѓе таму. Што се случи со тие случаи? Зошто тоа не го знаеме? Каде се тие? Колку им се оброците кои им ги даваат бесплатно? Колку се на грамажи, дали се тоа нормално? Дали имаат право на синдикално организирање во тие? Лесно е ние да кажеме ќе отвориме индустријска зона, ќе му дадеме земјиште на олигарсите, ќе им дадеме земјиште за џабе и ќе им ја дадеме нашата млада работна сила за џабе под никакви услови. Така, добро, Миро. Сега останува уште ова за прогнозата за број на советници. Левица, сите нула други. Се шалам. Добро, меѓутоа пред да те прашам тоа, сакам да те прашам нешто што е кај нас досега праксана, нели, црно-бела опција и секогаш кога ќе се појави некој нов политички субјект во битка, обично зборот ми е на моето интервју со еден од членовите на СДСМ, кој настапи онака самоверено, смисол, ако си незадоволен од Максим Димитриевски, мора да гласаш за Мартин Костовски. Кој е твој став по таа црно-бела опција? Зошто сте вие, да не се цитирам јас сам себе во тоа интервју, повели ти и кажи ми, кој е твоето мислење околу
таа политичка... Ќе пробам на кратко да го Не мораш на изанализирам кратко. наративот на Знам и на СДСМ по градот. СДСМ Макса вели дека сите други се криви кои нема возможеле да направи одредени проекти. Така, СДСМ вика дека Максо е крив за тоа, но СДСМ вика ама ние го изгласавме и ние му го изгласавме буџетот. Како може Максим да е крив ако вие сте му го изгласале буџетот? И тоа сега го прават во моменти кога СДСМ е толку нерелевантна партија, толку неактивна партија. Мислам дека се оставени, дека е казне таму Филипче за се претходно што направи за да пропадне, па ќе се ревитализираат, нека ме повикаат ако им треба. Ќе се ревитализираат после овие избори. Значи, сите си се еден... Ти предвидуваш дебакл на СДСМ на овие избори? Да. СДСМ ќе се укине многу брзо, како партија самите. Зошто немаме млади советници на СДСМ во собранието? Имавме на Знам. Добро. Дарко Петковски Спејко и Николај Павловски. Каде се? Замина во странство. Абу Даби и Русија. И Русија, да. И као никој не е одговорен за тоа сега. Да. Значи никој не е виновен за тоа. Како можете тој? Мислам дека и во СДСМ имаше има таква ситуација, мислам дека и ти имате... Па добро, знаме од СДСМ сите се тоа. Да, млад советник кој замина во странство и даде оставка на функцијата во Советот на општина Куманово. Ме разбирате, а да сте го прашале 2 месеци пред замена ќе зборува добро. Да. Така партијата е супер. Да. Така да мислам дека единствена опција сега за која имаат младите граѓани и сите оние кои што сакаат нивните деца да останат тука е левица, односно бројот 6. Затоа што јас не гледам, просто повеќе не можам да сватам како после 35 години се уште се лажат на асфалтче, на бекертонче, на тротоари. Ние зборуваме тротоари немаат. Прават улици без тротоари. Кај мене булеварот, односно не е ни булевар Трета Македонска. По документи не е булевар. Завршува тротоарот до кај мене. И удира во ограда. Луѓето се движат по булевар, по улица. И ако некој паркира тука, доаѓаат креваат. Проблем е ако стои, проблем е ако стои кола, но не е проблем човек да се движи, каде што поминува кола. Разбираш кои двојни стандарди, мислам, не се двојни, тоа нема стандарди, но менаџерска шизофренија. Ако правиме конкретно тротоар, ајде да го направиме тротоарот. Ги прашував Даниел Стојчевски во еден подкаст го прашав добро што ќе се случи со градов, како луѓето се што? Виновни. Тоа е истото и СДСМ сега го зборува. Нас по дефолт твојот соговорник од СДСМ од Советот, да. Александар Јовановски беше. Нас по дефолт не мразат, вика. Народот нит по дефолт ги мрази, поуште по дефолт. Зошто да мрази народот? И зошто по дефолт? Луѓето се криви. И јас имам едно нешто да им кажам. Бертолд Брехт го има кажано. Не повели. Ако не ви се допаѓа народот, изгласете си нов. Сега ќе одиме ли на... Одиме. Не знам колку си запознаен во приликите во албанскиот блок, меѓутоа Дуивлен, повели. 3-3. 3-3. Ова на тепка не ми е анализирано. Диро и неговата ред за Куманово? Диро 3-5. 3-5. Знам? Знам, не знам, ни они не знам. За знам, не знам, да пишам, не знам, знам, не знам, да пишам или... Знам, не знам, одлично име за знам. Знам дека знаеш, али... Кажи ми колку за знам, да пишам. 5. 5? Машала. ДПСМ? ДПСМ. Најинтересната листа. Зошто? Да, како, зашто? Ајде, поведи. Сите доктори на листа, само што зборуваат претходно за тоа. Добро, твоја прогноз за нив? За двајца. 2. СДСМ? 3 е многу. 3. И за ВМРО испаѓа дека се ова друго.
Само треба да ми кажеш Ама не ме прашаш за левица. на крај, пошто видиш намерно оставив тука. Значи одека левица пиша, значи градоначелник ќе биде Миро Дениро, кандидатот, Мирослав Петковиќ. Колку советници очекувате? За ВМРО 5 5. и се останат левица. Машал. Ке соберам на крај, сега 8, 10, 15, 20, 26. Значи 5. Сите овие што ги наброја во Слава Виторија. Пет остануваат за левица? Да. Виторија Биде Никола дека излезе Софија точно. Јоде, да. Значи левица 5. Добро. Миро, не е ова крај на нашиот разговор, значи можеме да прозборуваме уште некоја тема, значи ти си млад човек, една работа ме интересира. Кога ги прашувам тоа сите соговорници, па да превршувам. Кога ќе седнеш со млади луѓе од твоја генерација, што ги онака најмногу ни фрустрира? Што ги најмногу боли кога би имале можност да ги решават, од што би тргнал? Кога сите ги прашав до сега, еве нека биде тоа последно прашање, кои се според тебе 3 најголеми проблеми во Куманово со кои доколку имате можност после овие локални избори да се зафатите за решавање, со што би почнал? Сигурна работа, кога велам сигурна работа, мислам на кариера, до образување, помош на младите, селектирање, тоа не го споменав предка. Ние немаме човек од општината кој најдобрите ученици ќе почне да ги запишува, да ги архивираме и да почнеме да се грижиме за нив како општина. Зошто да не им дадеме стипендии? На кој факултет сакате да студирате? Зошто општината не го плати тој факултет? Така, со одредени договори. Подоста, ако сакат понатака, зошто општината не им ги плати постдипломските студии, за да не може никој да ви дојде во градот да ви работи доколку не се грижите за него. Так. Ме разбирате? Една е таа работа, значи работа на младите предприемачи, младите работници. Сега знаеш како не можам да ги генерализирам младите. Јас седам и со млади работници и со млади предприемачи и директори во приватни фирми и многу се различни потребите и фрустрациите кои ги имаат. Но ако би кажале на некој општо ниво и ако би генерализирал, би кажал дека е здравје, безбедност, која веќе на минимум, и сигурна работа и напредок во кариера. Односно, просто тоа се услови за едно безбедно и сигурно формирање на семејство на еден млад човек. Види, сепак уште едно прашање ќе ти поставам, па да завршувам. Бидејќи ги спомнаме за младица, ќе ми дозволиш малку подолг увод, бидејќи за младите, јас, кажи ми, левица има свој подмладок, како што имат овие други? Има црвена младина. Црвена младина. Да. Јас имам еден став дека кога би можел, нели, хипотетички да имам некои царски областувања, јас би донел декрет со кој би ги забранил сите партиски подмладоци. Сега ти кажам зошто. Добро. Затоа што сметам дека нема ништо корисно од подмладоци, да не ги бројам сите партии. Мислам дека младите во Македонија и во Куманово треба да бидат организирани само во Унија на средњошколци и Сојуз на студенти. Бидејќи млад човек во левица има потпуно исти проблеми кои ги има млад човек од ЦДММ, млад човек од Унија на млади сили на ВМРО ДПМН и да не ги бројам сите партии. Сега кога би биле вие сите заедно под едно знаме, да кажам, тогаш многу полесно ќе градот веднаш би се сменил. Ќе ги решите своите проблеми. Так. Јас ги гледам, јас правим разговор, правим овој со еден од членовите на тие подмладоци, беше ненормално жешко и сега овие направиле еден пункт така донеле вода и дават на постери луѓе по некоја флаша, што изгледа супер. А 500 метри понатаму исто таква работа од друга партија. Па викам, зашто не седнете заедно бе луѓе? Ама, значи вие сте толку поделени, да тоа не е нормално. Зошто не ги работите бар тие? Зошто правите крводарителски акции прават посебно? Дали се поделени или ги поделија? Слушај, не, многу е битно. Те разбирам, јутоа... Што видов јас ова лето? Ајде повели. Летен камп на младите на Знам во Струга.
зошто на младите нас знам? Јас се сеќавам и ти се сеќаваш, ние кога одевме на летни кампови, одевме сите заедно, одеа сите млади деца и во Струга одевме заедно, и во Охрид по кампови, и во Матејче по кампови одевме заедно. Така, зошто? Затоа што партиите ги делат нив и затоа е тоа потребно. Се согласувам дека младите треба да бидат повеќе вклучени во самоуправување, во како функционира општината, затоа што ние не знаеме како функционира општината, затоа што кријат од нас. Таму ти се еден е кум, овој му е побро на овој му е баџо, шуро баџанаштина политика. Ако не е така, поправиме. Така да мислам дека младите, да, се согласувам дека младината партиска не знам колку е сигурна, сега тука излегува дека побитно е да ја градиме партијата отколку државата и градот кога ќе ја правите, а немаме младина на општина Куманово. Така? Да, дали можеш во тие сектори младина на чистота, така некој сака да се грижи за чистотата во градот. Зошто јавното предпријатие не си има младина. Нека се делат по стручност, нека се делат по полиња на интерес, а не по полиња на не идеологија веќе, нема политичка шизофренија, нема идеологија сега, само по партии ги делат и толку. Дали можеш за крај да ми ветиш дека после изборите вие од Левица ќе инициирате нешто да направи во кој ќе бидат вклучени сите партиски помладоци, ги повикате, јас ќе ви дадам простор, ќе седнеш тука карши мене и ќе направиме една мисија кој ќе кажеш кратко и јасно, планираме да направиме тоа и тоа, ве викам сите. Да се помладоци, бар од тука нека почне да се малку обединиме и ако може здраве Боже да додеме до тоа да младите бидат под едно знаме, а да не бидат поделени по 100 партии. Бидејќи проблемите ги се исти. Ние и сите се со памет некаде во еден правец. Глас на култура имаше еден ивент во Кино Напредок, односно во Занатлиски дом, кој беше за сите. Така. Тој беше организиран од Ленка. Сдружение за социјална правда, не е партија, но беше прогласено Левица го организира. Разбирате, јас тогаш бев член на Левица кој не бев активен таму. Но кога се изрази Ленка, кога ме покани да направиме нешто креативно, нешто за уметноста, тоа многу ретко ми се случува да ме поканат, се случувало, да ме поканат за стручни совети кои се бесплатни. Не ги нудам. Ме поканија, направивме еден супер концепт Глас на култура, значи имаше изложба од слики од Куманово, имаше рецитали, имаше на поезија од наши, имаше музика, имаше стендап. Дојдоа многу млади, не само од Левица, туку навистина беше еден убав настан, но веднаш подосна до кулоарите во високата палата на општината Левица организирале ова, Левица правиле ова. Едно Ленка е Сдружение за социјална правда. Тоа што неговите ставови се левичарски како на Левица, тоа не значи дека е Левица. Така. Миро, сега само Па не, мислам, овие разговорот... Уште имам разговор. Може да разговараме уште 3 дена, али здраве Боже ќе има уште прилики, ми беше многу драго што прифати да бидеш гост во овој подкаст, па да се надевам дека после изборите ќе се видиме повторно, да ги проанализираме. Сега очекувам да ми кажеш дека ќе ме чекаш во твојот кабинет во општина Куманово. Не, ја нема да бидам градоначелник, што ќе седи во кабинет. Да. Па добро, тогаш како нов градоначелник ќе дојдеш тука, ќе направиме овие, да ми кажеш кои се твоите планови, од што планираш да почнеш како нов градоначелник на општина Куманово. Мене ми сега само останало, фала што дојде уште еднаш, да си ми жив и здрав и да се видиме во некоја друга прилика. Почитувани, тоа беше Мирослав Петковиќ, кандидат на Левица за градоначелник на општина Куманово. Се гледаме, многу брзо ќе објавам кој ќе биде наредниот гостин и мој соговорник во подкаст Без пардон.